Во обид да го ограничат ширењето на африканската свинска чума, бугарските власти наредија да бидат погубени голем број свињи. Епидемијата била забележана во последните 2 месеца. Со неа биле зафатени свињите во 7 големи индустријски фарми и десетици капацитети за производство на месо, но и по дворовите на индивидуалните одгледувачи на свињи. Властите велат дека токму свињите што се чуваат во дворовите на индивидуалните земјоделци придонесуваат за брзо ширење на епидемијата. Таквата оценка не ја делат и саланите. Вања Димитрова, собственичка на фарма за свињи, вели: Понеже в нашата област няма огнищена чума и не съм съгласна с тия превентивни мерки 20 км зони, които се обявиха за запазване на големите свинекомплекси. Така го обявиха при нас. За мен това са неадекватни мерки. Нямаме чума и не виждам причина да се заколя моите здрави животни. Не виждам. Та исто така изрази сомневање дека колењето на свињите во вакви прилики е стандардизирано од Европската унија. Не знам в Европа така ли се практикува. Аз не вярвам така да се практикува. Да се борят така с тази болест. Значи колим масово всичко. Трябваше по друг начин. Одгледувачите на свињи особено се лутат на наредбата за убивање на свињите околу местата каде што воопшто немало појава на инфицирани животни. Од друга страна, Николај Валканов, земјоделски аналитичар, смета дека без убивање на свињите е невозможно справување со оваа болест, која, како што додава, тешко се искоренува. It won't be possible to stop the disease. I expect it to be around for many years. Изворот на вирусот на оваа опасна болест која ги погодува домашните и дивите свињи се заразените, болните или угинатите животни, заразената храна и отпадоци од храна, опрема, возило, облека и меќиот крлеш како биолошки преносител на болест. Африканската свинска чума, освен во Бугарија, е потврдена и во Романија и во Србија. Ја има и во уште 20 на други земји, а се шири и зема се поголеми размери.